Како што веќе најавив, со моите гости Трошановски, Кржаловски и Кировски ќе разговараме за најновата анкета поврзана со референдумот. Сите резултати во оваа анкета се уравнотежени, односно пондерирани според официјални демографски статистички податоци од Државниот завод за статистика и проценките за население за 2017 година. Подложни се на статистичка гречка од плюс-минус 3,1% со прифатливо ниво доверба 95%. Анкетата ја спроведе агенцијата Емпроспект од Скопје, нарачатели се Телма и МЦМС во соработка и со Институтот за демократија Societas Civilis. Еве да почнеме со она што го очекувате. Во анкетата најавив неколку прашања, прашањето за одзивот, прашањето за тоа кои се за, кои се против, кои им се причините за и против, кои се причините пак и за оние што би го бойкотирале референдумот и уште неколку прашања кои произлегоа од сето ова. На почеток првиот блок Боби треба да ни ги даде резултатите од анкетата кои се однесуваат за клучното прашање, тоа дали ќе излезат на референдумот и кој е нивниот процент и секако кроз табулацијата по етничка и партиска линија. Боби? Одзивот е клучното прашање поврзано со референдумот поради двојното мнозинство што треба да се постигне. Излезност, повеќе од половина од вкупниот број запишани избирачи во избирачкиот список и од нив 50% плюс 1 глас да заокружат за референдумското прашање. И од тука, првото прашање пак во анкетата за кое што го проверуваме расположението меѓу граѓаните е дали ќе излезат или не на гласање. А одговорите се следни. Мнозинството или 57,8% се изјасниле дека ќе излезат на гласање, речиси 1/3 или 28,8% нема да излезат на референдум, 11,2% не знаат и 2,2% одбиле да одговорат. Запаметете ги убаво овие 57,8% бидејќи со нив и оние 28,8% бидејќи со нив се поврзани серија, односно речиси сите прашања кои што ги имаме понатаму. А дали ова значи и одговор, па првиот услов е решен. Тука има неколку варијабли околу излезноста, но за тоа ќе препуштам во понатамошниот тек на дебатата. Она што е битно е дека податоците од анкетата се овие проценти. Впрочем, вообичаениот тандем Телма МЦМС е дополнети со стручна анализа вечерва на Институтот за демократија, па сите тие опции ќе ги препуштам во понатамошниот тек на дебатата. Секако и оваа анализа не би била целосна без етничка и партиска крос-табулација и само накратко за да оставам повеќе време за дебатата. Од етнички аспект, мнозинство од македонците 52,4% и огромно мнозинство од албанците 70,6% се определиле да излезат на гласање. Од партиски аспект, според очекувањата во големо мнозинство, тоа се симпатизерите на СДСМ и на ДУИ, кај симпатизерите на ВМРО ДПМНЕ мнозински над 57% е ставот да не се излезе на референдум, но има и сепак дел кои би излегле на референдум. Внимавајте и на овие податоци во анализата понатаму, бидејќи има многу специфики кои што заслужуваат внимание. Продолжуваме со сондажата на ставот каков ќе биде одговорот на референдумското прашање. Вториот клучен услов во референдумот. Дали сте за членство во Европската Унија и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција е референдумското прашање, а одговорот е 40,9% би гласале за, 8,6% против, 6,3% се уште не одлучиле, 42,2% немаат одговор. Но, ова е резултат од вкупниот број испитаници. Значи, ќе повторам, од вкупниот број испитаници. Доколку се погледне како би се изјаснили оние кои што изјавиле дека ќе излезат да гласаат, резултатот би бил 70,8% за, 14,8% против, 10,9% се уште не се определиле и 3,5% одбиле да одговорат. И тука имаме специфики во однос на етничката и
партиската кроз табулација на одговорите. Она што е значајно од оние испитаници кои рекле дека ќе излезат на гласање, мнозинска е поддршката за и кај етничките македонци, таа изнесува 61,7%, и кај етничките албанци тоа е огромно мнозинство, 88,8%. Партиски гледано, доминантна е поддршката кај приврзаниците на СДСМ и на ДУИ-за, против кај приврзаниците на ВМРО ДПМН е подетална елаборација понатаму во дебатата. Се на Сежане ги имаме одговорите на двата услови за успех или неуспех на референдумот. Па повелете, ве враќам на првиот предизвик или одзивот. Анкетата покажува ќе излезат 57,8%. Повелете. Благодарам, Боби. Ете, Боби наметна дилеми. Кога сме кај бројката дека на престојниот референдум го имаме податокот дека излезноста би била 57,8% или нема да излезат 28,8%. Дилемите се наметнуваат од следното. Битен е цензусот, меѓутоа пресметката на гласовите се однесува на вкупниот број запишани гласачи во избирачкиот список. Од друга страна, кога е спроведувана анкетата сега, што може да се земе за вкупен број на избирачи од друга страна и од трета страна, колку тие избирачи се де факто присутни во земјата, затоа што тој број не е прашање воопшто и дали ќе го имаме пред да почне референдумот. Значи се поставуваат математички реални дилеми во однос на бројките. Се поставува клучното прашање дали цензусот од 50% е реално достиглив во ситуација кога имаме застарена статистика и голем дел на населението кое што не живее во земјата. Пред поддржувачите на договорот и оние кои што ќе слават излезноста на референдумот да се израдуваат, мора да се каже дека овие 57% се всушност на луѓе кои што рекле дека излезат на референдумот се 57% на луѓето кои што живеат во земјата и кои што имале шанса да бидат анкетирани, меѓутоа голем дел не се тука присутни. Според нашите пресметки тоа се околу 270-300 жители кои што ако ги земеме во равенката, прогнозата која што ние ја направивме преку неколку статистички операции кои што можам да ги објаснам малку подоцна, е дека всушност излезноста во моментов ќе се движи околу 46%, плюс минус 3 се разбира, да се земе пред статистичката грешка. Меѓутоа Кржаловски и кога го поставувате прашањето во анкетата за излезноста на референдумот, постои една подпрашање за веројатноста за да излезат на гласање. Значи, кога анкетирате, некој на прва може да каже да, ќе излезам на гласање или не, нема да излезам на гласање, меѓутоа она што се случува сега е кампањата која што и доаѓањето на сите овие светски политичари, утре доаѓа Столтенберг, доаѓа Меркел, доаѓа Курц, значи кои што можат де факто да влијаат пак на одлуката. Дали анкетата покажа цврста убеденост за и поголема бројка на оние што цврсто стојат за одлуката да гласат или да не гласат, односно да излезат или да не излезат? Да, тоа како дополна на ова што Марко го објаснуваше, ние поставивме дополнително прашање, или контролно би се рекло, за веројатноста на тие што рекле дека ќе излезат, колку е веројатно, колку тие веруваат дека навистина ќе излезат на оценка од 1 до 10. Вообичаено, нели, од 1 до 5 се смета дека е малку веројатно или со единица дека сигурни се дека нема да излезат, додека од 6 до 10 се на страната дека има поголема веројатност да излезат, но она што искуството ни покажува и на МЦМС и ДСЦ со неколку веќе 7-8 години заедно правиме особено анкети за избори и правиме проценки. Секогаш на анкетите повеќе кажувале дека ќе излезат отколку што испаднало реално на самите избори. И тоа се варира од 10 до 15%, така и ја дојдане меѓу другото и до оваа бројка од проценкот 46, која е 12% помала од ова што изјавиле. Тоа се должи меѓу другото и на ова што го говориме, дека 34% само рекле дека сигурно ќе излезат,
а 22% дека сигурно нема да излезат. И сега тука има бајаги да. варијации од искуството претходно, оние што се 10 или 9 или 8 што дале до некој степен, може да се смета дека тоа е корпусот на тие што ќе излезат, и тука испоред тоа прашање испаѓа 47 и доаѓаме блиску до таа бројка, но тоа не е единствената. Марко ја спомена и вие во прашањето, бројот на луѓе што се надвор од државата, кои се од 50.000 до 300.000 варираат проценките колку си, а најверојатно околу 272 спрема излезноста на изборите. Дека во анкетирањето не можеме да ги анкетираме тие што се надвор од државата, така да она веќе го објасни Марко, дека тие 300.000 фалат практично, и тоа ќе ја симнува дополнително реалната излезност, како што се случува на изборите. Кировски, во однос на цензусот, битна е структурата и бројот на гласовите за цензус. Јас само да го кажам податокот од минатата анкета објавена на 7 август, кога според истражувањето големото мнозинство 66,4% испитаници ќе излезе на гласање, 19,1% ќе се придружат на иницијативата за бојкот, 11,9% се уште немале одлучено, а не одговориле 1,9%. Во однос на цензусот битно е да излезат и оние што се не за да се направи цензусот. Бојкотот оди кон тоа да се намали, односно да биде цензусот и да биде неуспешен референдумот. Ако ги споредите овие бројки, бројот на нема да излезат на референдумот сега е 28,8% наспроти 57,8%. Да, значи има поместување. Главното поместување на ова анкета, која што е прилично нова во однос на анкетите што предходно беа објавувани од ИГРИ, предходната анкета на МЦМС, ИПИС објави една анкета предходниот период. Таму бројките со проекција за излезност беа повисоки и беше многу повисок бројот на оние кои што велеа дека ќе гласаат против на референдумот. Таа бројка од некои 20%, што беше заеднички менител за сите тие анкети на луѓе што се изјасниле дека ќе гласаат против договорот со Грција, сега е спуштена на некои 8-9%, а на сметка на тоа, оние што изјавиле дека нема да излезат да гласаат, е качена од 17 на 29%. Иако никогаш не е толку едноставно, личи дека има класично прелевање на луѓето што првично биле против договорот со Грција, а сега ја промениле одлуката кон бојкотирам, и мислам дека главниот корпус на таквиот тип избирачи доаѓа од опозицијската ВМРО-ДПМН, конечно тоа го демонстрира и кроз табулацијата. Мислам дека сега вие спомнавте ќе доаѓаат но она што би сакал да го кажам на гледачите и што мислам дека е многу важно е дека станува збор за анкета правена од 6 до 25 август пред започнување на кампањата. Оваа анкета ги детектира состојбите во Република Македонија пред започнување на кампањата и пред ВМРО-ДПМН да го соопшти официјалниот став каков ќе биде нивниот однос кон референдумот. Она што вие велите како би влијаело и така натаму изјаснувањето на ВМРО-ДПМН, посетите на странски дипломати или кампањата на терен, тоа не е опфатено со оваа анкета и тоа може да биде само предмет на лични шпекулации и обсервации на нас тројца тука. Она што го имаме како цифри, како резултат е состојбата во август месец во Република Македонија. А кроз табулацијата... Сака нешто Трошановски да ме исправи изгледа. Не, сам да дополнам. Оно што е многу важно во контекст на дебатата околу цензусот е дека ние во моментов како држава по наши проценки оперираме, како што веќе напоменав, со популација во која што не фигурираат, односно физички не се присутни 15% од избирачкиот список. Тоа значи дека ние реално целиме да оствариме излезност на владата цели да оствари излезност на референдумот од 50%, кога фактички таа на популација која што живее тука да се постигне би била еднаква на излезност од 65%
на луѓето, што ги отвара понатаму дилемите колку тој праг е легитимен критериум за понатаму да биде донесена Трошановски, одлука. пак тоа е прагот на кој што официјално ќе биде поставен референдум. Апсолутно. Што ќе го даде Државната изборна комисија, иако ова е многу реално што го велите вие, Точно, меѓутоа, да, значи само го констатирам и вредно е да го гледачите да бидат свесни за тоа. Дополнително во проценките кои што ги правевме, значи за да се оствари прагот на излезност во моментот, според оваа проценка од 46% излезност во моментов, потребни се околу 80.000 гласачи да дополнително бидат на некој начин мобилизирани да гласаат за или против на референдумов. Тоа е средната вредност во еден интервал помеѓу од плюс минус 3% прогноза. Кржаловски, ако ги гледаме ова кроз табулација по етничка припадност е јасна, албанците се во големо мнозинство за, и кај македонците покажува исто така 52,4 наспроти 33,5 кои нема да излезат. Меѓутоа, ако ги видиме партиските кроз табулација, ако го извлечам ова што вели Кировски, од каде сега се зголемува бројот на оние што одат кон бојкот, факт е дека, како што и тој кажа, дека е од корпусот на ВМРО-ДПМН, каде што имаме дека 29,8% велат ке излезам на референдумот, 57,7% нема да излезам на референдумот, да се јасно е СДСМ 93,8% се за излез на референдумот. Токму оваа кроз табулација мислам дека може да се каже и бројката што тука би варирала во иднина ќе се покаже за клучна во вкупниот број на гласачи или во правењето на цензусот. Значи, дали овој број од 29,8% ќе се покачи или ќе се намали? Ако се покачи, тогаш има изгледи за успешен референдум во однос на цензусот што треба да се оствари. Две работи, мислам, првото директен одговор на прашањето, мислам е потврда на што Кировски веќе го рече, дека едно од клучните заклучоци од минатата анкета што ја правевме пред месец дена е дека има прелевање од кампот против кон кампот бојкот. И потврдата точно од партиската кроз табулација дека најголемата промена е токму во ВМРО-ДПМН симпатизерите, бидејќи тогаш 50% беа против, отприлика 40% беа бојкот и 6% беа само за, 4 беа неопределени. Сега веќе имаме битен пресврт дека 2/3, односно 60% се за бојкот, а 30% би излегле на гласање и веројатно би гласале против, но нели таму ќе има варијации. Ама тоа ме води кон заокружување на методолошката дебата, колку е важно уствари не само како се поставува, туку како гласи прашањето, и второ, кој е редоследот на поставувањето на прашањето. Дури и во нашите анкети не е исто, бидејќи тогаш уште не беше дефинирано прашањето, се проценуваше дека ќе се постигне консензус за како ќе биде прашањето меѓу партиите, нели тоа преговара во клубот на пратеници, и ние се концентрировме да видиме за и против камповите како стојат, и тоа беше првото прашање, а излезноста беше секундарна. И за тоа имаше побитна разлика. Сега, бидејќи се смени работите, е различно. Во ИПИС анкетата која беше спомената, па трите работи се одеднаш прашани. Кој е за, кој е против, кој е бојкот. И тоа дава различни резултати, некаде и драстично различни резултати, кај немаше за излезноста воопшто прашање. Значи, треба да се внимава кога се толкуваат, не да се врзуваат луѓето директно за бројките, да прочитаат како е стигнато до тие бројки пред да ги коментираат. Меѓутоа, што е клучно за кампањата? Генерално за кампањата. Да се мобилизираат гласачи за референдумот, за или против. Од друга страна, ова нејаснотијата на ВМРО-ДПМН и неизвестноста во која се уште ги држи своите гласачи без јасна порака, не упатува на тоа. Последната изјава на Мицковски беше кој сум јас да кажам, како да гласаат граѓаните, ја парафразирам неговата изјава. Значи, ако збориме за кампања, според вас, значи што е клучната придобивка на тој што би сакал? Значи, многу е рано за да ја оценуваме кампањата. Кампањата е започната на терен пред само неколку дена. Што се однесува до така е официјалното име заради некои рецидиви во нашиот устав, јавната пропаганда во медиумите, така е официјалниот назив, таа се уште не е ни почната, за да можам да дадам било каков
суд или оценка дали е тоа квалитетно, колку тоа може да изврши влијание врз расположението на електоратот и така натаму. Навистина е многу рано за да излекуваме такви заклучоци. Несомнено дека кампањата ќе изврши некакво влијание. Зависи, ви велам, каква ќе биде кампањата, каква ќе биде јавната пропаганда и потоа на крајот од таа кампања можеби ќе дадеме одредени заклучоци, дали е погодена стратегијата на кампањата, дали е погодена таргет групата на кампањата, дали е погодена естетиката на спотовите по јавната пропаганда и така натаму. Во оваа фаза на вистина премногу е непознато за да би можел да зборувам за кампањата и за јавната пропаганда. Дали таа би ги мобилизирала? Да, што се однесува сега до прашањето што ми го поставивте за определувањето или неопределувањето на ВМРО ДПМН. Од она што ни го покажуваат бројките, ВМРО ДПМН де факто е определено да работи на бојкот на терен, но тоа не го соопштува официјално. Она пак и тоа влијае на резултатите на анкетата. Меѓутоа и она пак што се случува исто така кај ВМРО ДПМН што избегнувањето да соопштат јавен став во нашата анкета, меѓутоа уште повеќе во некои други анкети, повеќе сконцентрирани кон рейтинзите на политичките партии, покажува драстичен пат на рейтингот на ВМРО ДПМН, така што мислам дека не би можеле да тераат до денот на изборите до денот на референдумот без да кажат како ќе се определат, ако не сакаат тоа да им се рефлектира многу лошо на рейтинзите на партиите. Те Кржаловски имате да дополните? Да, хајде, прво да го завршиме. Значи, прашањата ни овозможија да видиме психолошки колку овие испитаници се убедени во ставовите кои што ги имаат. Не можеме да мериме моментов ефекти од кампања како што беше кажано, преди тоа што единствено бойкотирам кампањата беше видлива во периодот пред кога не беше направена оваа анкета. Меѓутоа, она што резултатите покажуваат е дека одлучноста да се гласа против е многу посилна кај гласачите што гласаат против, нивната одлучност е многу посилна визави одлучноста да се гласа за. Многу ќе биде подлесно да се убедат да не гласаат поддржувачите на договорот, отколку да се разубедат да гласаат против оние кои што веќе се противат на договорот. По партиска дистрибуција тука СДСМ и ДУИ има исклучително силна одлучност за излезност, ВМРО исклучително силна одлучност да се бойкотира, како што беше кажано. Она што е интересно за ДПА статистички значени податоци немаме, меѓутоа кај БЕСА одлучноста да се излезе да се гласа за референдумот е средна. Тие не се ниту целосно определени за, ниту во средина на спектарот на 6,7 наспроти 30. Не, ова не може да се види од табелите, ова се статистички операции врз основа на кои што ги влечам заклучоците. Меѓутоа кај БЕСА има еден дел од електоратот кој што се уште не е доволно решен дали ќе излезе да гласа. Дополнително, кај онаа популација која што не ја искоментиравме, а го чини процентот на оние што рекле не знам, значи настрана оние што ќе излезат и оние што нема да идат на референдумот, имаме 11% од оние што рекле не знам. Тоа е 190.000, тоа се околу 200.000 гласачи се всушност. Е сега нормално дека голем дел тука има на аполитични кои што не ги интересира политика едноставно луѓе, што е сосема легитимно, нели? Меѓутоа, врз основа на статистички операции односно нели корелации кои што ги правиме со други прашања, ни покажуваат резултатите кои од овие луѓе се аполитични, односно кој има можност да се мобилизира политичка активност, односно глас за или против. Тоа се околу 30 и 40% на луѓето од овие кои што рекле не знам дали ќе излезам, кои што велат договорот не може да биде подобар било кога во иднина со Грција. Тогаш зошто тие луѓе не излегуваат, а имаат политичко мислење? Тоа е прашање кое што ме тоа е прашање на кое што треба да се позанимаваат овие со кампањава за да ги мобилизираат. Во тој контекст ја дадов оваа замерка, така да постои еден пул на луѓе кои што може да пресудат со оглед на тоа што процентот изедност беше 46%, дали ќе го биде или нема да го биде референдумот.
Она што Кржаловски се поставува како прашање во анкетата е како ќе одговорат на референдумското прашање дали сте за членство во ЕУ и НАТО со префаќање на договор меѓу меѓу Македонија и Грција. И тука се сега одговорот од оние испитаници кои што се изјасниле дека ќе излезат на референдумот и оние вкупни испитаници, и затоа да појаснам уште еднаш, иако Боби кажа дека имаме разлики во бројките од 70,8% и 40,9% во зависност кои се опфатени. Да кажам и тоа дека се покажа во претходниве анкети дека само 3% од граѓаните го има прочитано договорот. Сега нема одговор на едно такво прашање дали во меѓувреме се 5%, јас не верувам дека од 3 на многу повеќе ќе отиде за да влие на ова. Меѓутоа, еве како ги коментирате овие бројки во анкетата и повторно ќе кажам дека разликата во бројки е заради тоа дали оние што ќе излезат се изјаснуваат или вкупниот број од анкетираните. Само една работа да појасниме, мислам дека создаваме мала конфузија кај гледачи. Не постојат различни бројки. Бројката 40,9% за е бројка на 1000 испитаници, а бројката 70,1% за е бројка на 576 кои што ни рекле дека ќе излезат ќе гласа. Нема различни бројки. Има само различна. Јас одам на тоа дека луѓето ги виделе визуелно табелите и не сакам да се направи забуна. Нема различна бројка да помислат луѓето. Има две и точно е бидејќи двете се битни, зашто првата бројка е битна затоа што е од вкупниот број на испитаници 47 и таа е битна заради цензусот, бидејќи таму треба да се постигне 50%, а втората е битна зашто така ДИК ќе ги објави вечерта резултатите. Тие што излегле, колку било плюс и точно дека е истата бројка. И да се вратам на прашањето, ние всушност ја почнавме теренска кога ја завршивме таа претходната и за жал веќе го имавме дефинирано прашалникот и почнато на терен и не го вклучивме пак прашањето за прочитаноста, испадна дека тоа најцитираното прашање од прошлата анкета за тие 3% што го прочитале, но верувам дека до сега и слушам дека кампањата за ќе го прати до сите граѓани, дали по сандачиња ќе ни стигне, дали на мејл адресите. Ама битно е да се информираме сите, бидејќи ќе видиме во другите прашања после, кај неопределените особено, што е битно за тие да се определат и меѓу другото една од главните работи е тоа да имаат повеќе информации за самиот договор и придобивките од него. Да се навратам на она што прашавте за процентов од овие што рекле. Прво би скоментирал дека кај тие што рекле дека нема да излезат 28,8 од нив 60% рекле дека се тоа заради бојкот. Значи не се сите тие 28,8. Да, причините ги имаме нешто подоцна да дискутираме. Има ова што го зборуваше Марко дека ме ги интересира едноставно и стандардно нема 100% излезност на ниедни избори до 70 нешто. Тука е голем бројот и на оние што немаат одговор. 42,2% наспроти 40,9%. Тие немаат одговор на референдумското прашање, тоа е... Тие не се прашања, тоа се оние кои што нема да излезат. Нема да излезат, така. Значи за... Затоа и тоа е уште една разлика. Во таа бројка се и таа огромна бројка практички што ги нема. Јас мислам. Би сакал одредени работи или ако планирате да кажам за околу цензусот. Мислам дека овој референдум, сега зборувам како главен уредник на телевизија, ни покажува дека ние доколку не направиме нешто значајно со правилата или со прочистување на избирачкиот список, ние и понатаму ќе влегуваме нон-стоп во проблеми да го достигнуваме цензусот. Ако е реалната проценка за да имаме цензус 50,1%, а треба да ни излезат 65% од граѓаните на едно гласање, дали е референдумско изјаснување или председателски избори, па после почнавме да ги намалуваме цензусите и локалните референдуми. Да. Ние перманентно имаме проблем заради тоа што секој што ќе почувствува дека на одредено прашање е малцинство во државата. Например, јас знам, убеден сум, дека оние што се против договорот знаат дека се помалку од оние што се за.
И сега што прават? Тие посегнуваат по еден резервоар од непостоечки 300.000 гласови на нивна сметка за да превагнат над волјата на мнозинството. И ние нон-стоп ќе се доведуваме во такви ситуации каде што на некој начин се манипулира волјата на мнозинството граѓани. Мора нешто да се преземе во таа насока заради тоа што од 3 референдуми што има во Република Македонија, освен на првиот, каде што се изјаснија граѓаните како што мислеа, веќе на вториот за локалната самоуправа, една од политичките страни во процесот повика на бојкот и рече дека некои прашања не заслужуваат одговор. Сега имаме трет референдум, повторно една од страните повикува на бојкот и мене ми е страв дека за сите важни прашања, а референдумот е најнепосредно изјаснување на граѓаните, нас ќе ни се случува феноменот, чегај се, сумњиваме, ќе бојкотираме и ностоп да се уриваат референдуми. Зашто веќе почнавме да разговараме, кои се па причините зошто нема да излезат или зошто ќе излезат на референдумот, и тоа е многу исто така битна работа. Боби ги има одговорите во проценти од анкетата и на овие прашања, па Боби повели. Продолжуваме со прашањата кои се причините да се излезе или не на референдумот. Па така, која е причината поради која на референдумот ќе гласате за, е првото прашање. 62,3% одговориле дека договорот ќе помогне за влез на Македонија во ЕУ и НАТО. 26,7% сметаат дека договорот е добро решение на долгогодишниот спор. За 5,2% одговорот е дека едноставно немаме друг избор. 4,1% ќе гласаат за да има државава еден проблем помалку. Сега, и тука ако се погледне етничката припадност, доминира одговорот дека договорот за Грција ќе помогне за влез во НАТО и ЕУ кај 51,1% од македонците и кај 76,6% од албанците. Специфична е и партиската кростабулација, но во интересна очигледно интересната дебата вечерва, тоа го пропуштам во понатамошниот тек. Следната проверка се однесува. Зошто? И сега, не за џабе на почетоков реков да внимаваме на оние проценти и на излезност или неизлезност. Значи, следната проверка е зошто оние 28,8% се изјасниле дека нема да излезат на референдум. Одговорот е очигледен. 59,2% бојкотира. 27% не се заинтересирани за прашањето, 4,9% дале специфичен одговор дека се или спречени или нема да бидат во земјата, само 2% не знаат, а 7% одбиле да одговорат. И сега имаме зошто за, зошто нема да излезат, недостасуваат оние што би излегле, а ќе гласаат против. Всушност, не недостасуваат, туку причината е што малиот број на испитаници кои одговориле на оваа прашање не овозможува понатамошна издржана анализа со дополнителни параметри како етничка припадност, симпатии, поддржување на одредени партии и така натаму, но зошто ќе слушнеме во продолжение од дебатата. Жане, повелете. Благодарам, Боби. Еве ги процентите, значи на оние што нема да излезат за договорот и поради што и оние што ќе излезат за и зошто би го поддржиле договорот и кои се причините за такво нешто во однос на бројот или по етничка припадност на македонците кои го поддржуваат референдумското прашање Кировски, кај албанците веќе е јасно и тука по етничка не би сакала да направиме никаква деление. Значи ние имавме македонците обично е по партиска припадност. Кога ги праватме истражувањата пред да ни се случи Преспанскиот договор, имавме едно обемно истражување за името и таму кај етничките албанци ситуацијата не беше оваа што е сега. Некои 85, меѓу 85 и 90% поддржуваа компромисно решение од ваков тип. Кај македонците таа поддршка беше исклучително ниска. И на претходните анкети таа поддршка беше секаде под 50%. Овој пат, за прв пат, ни се покажа дека, сега зборувам за етничка кростабулација, 61,7% од етничките македонци се за договорот. Тоа е над 50% и тоа е нешто што
инаку како услов не постои, но според мене е многу важно и би сакал да кажам дека всушност постојат три услови да се исполнат за да успее референдумот. Првиот да има цензус над 50%, вториот е од тие 50% да гласаат за и третиот е над 50% од етничките македонци да гласаат за договорот. Со ова не сакам да ги навредам или да кажам дека помалку е битен гласот на оние што не се етнички македонци во оваа држава, меѓутоа сепак зборуваме за промена на името Македонија и сите овие компромиси се однесуваат на македонскиот идентитет, на идентитетот на етничките македонци. Мислам дека ќе беше многу лошо и се уште мислам дека е многу лошо, доколку ми се случи да се прифати одреден договор каде што мнозинството етнички македонци ќе биде против такво нешто. Бидејќи освен во парламент, освен на референдум, освен потписи меѓудржавни и така натаму, за еден договор да живее, треба да го прифатат граѓаните, треба да го прифати општеството. Ако еден договор не е општествено прифатлив, колку и да го наметнете, со колку и сакате потписи, парафи, чуда, ѓаволи, тој договор нема да ви заживее во реалноста и натаму ќе ви генерира кризи. А ако е ситуацијата ваква каква што покажува анкетата дека 61,7% од етничките македонци го поддржуваат договорот, односно се определиле да гласаат за, тогаш навистина имаме добра основа договорот и компромисот да биде прифатен од општеството и општеството натаму да тера. Во причините, само да кажам за минатата анкета. Да, и уште еднаш да нагласам, да се извинам, немам намера да ги подценувам гласовите на немакедонските етнички заедници во Македонија и мислам дека и тие ќе разберат зошто е толку важно над 50% од етничките македонци да го поддржат овој договор. Мала коментар или појаснување или дополнување, бидејќи зборуваме за бројката на тие што ќе гласаат за од тие што се определиле дека ќе излезат. Значи тука е јасна разлика дека скоро 3 пати повеќе и од македонците, кај албанците веќе е јасно 88,8 како и минатиот пат дека е прилично забетонирана ситуацијата, кај македонците сега има промена од претходната анкета бидејќи како што рековме, прошлиот пат прашавме директно за против и тогаш да, само да кажам дека да, на претседниот референдум поголем број гласачи ќе бидат за, односно во тоа време бројките биле следни, потврдно одговориле 40,5% на исто вака поставеното прашање, а против би гласале 35,1%, тогаш немало да гласа 12,4%. Така и од тие 35 против кај македонците мнозинството беа против отколку за. Да, сега зборуваме за етничка кроз табулација. Сега зборуваме за тие 5,2 и ова што го велиме сега, 3 пати повеќе македонци што ќе излезат на гласање, ќе гласаат за. Тоа го покажа анкетата. Меѓутоа на тие сега треба да додадеме овие што ќе бојкотираат. Не, тоа е спекулација. Значи, тие што ќе бојкотираат не го изјасниле својот став кон договорот. И сега ние треба да гатаме дали се иселени, дали не излегол заради тоа што не му се излагало, дали реално сакал да бојкотира, како може да го измериме тоа на ден на избори. Тоа ми е поентата, не можеме веќе бидејќи таа шанса се пропусти. Ние ќе видиме резултатите за и против. Тие уште имаат шанса да се изјаснат против и да речеме таа бројка да стигне против и тој договор да се доведе во прашање. Меѓутоа ако останат дома и бојкотираат, ние како ќе знаеме колкава е таа бројка на луѓе што тенденциозно останале дома и не го изразиле својот глас и дека на тој начин сакале да ни кажат дека не се согласуваат со договорот. Тоа стварно е невозможно да го измериме. Како што нема и да знаеме колку албанци гласаа за СДСМ никогаш точно на последните парламентарни избори. Но ќе може според резултатите од анкетата да кажеме дека 17%, односно околу 300.000 се изјасниле дека ќе бојкотираат, дека не гласаат заради бојкот. Тоа е во прашањето кои се причините зошто не излегувате, бојкотирам, поради што? Од кои што најголем дел се си гласале за ВМРО на последните парламентарни. Ако ги видиме партиските кроз табулации. Од 1.800.000. Ама бидејќи нас ние 1.500.000 пондарот, значи тоа се околу 200 и... Не, ама
би останал на Добро, 300.000 да на околу навлегуваме 300.000, да, ќе ги збуниме Ако гледачите. збориме за Беше ВМРО друга пентата, значи за жал нема да знаеме, особено ако се ВМРО не се изјасни дека нивниот став ќе биде да се излезе да се гласа против, као што првично Мицкоски кажа првиот ден кога се подпише договор. Ако нема таква изјава од ВМРО ДПМН, значи веројатно нема да има кампања против и ние пропуштивме таа шанса како општество да ова биде Дебат. тоа што сите го очекувавме, да има за и против, као Брексит што имаше да се остане и да се напушти, да има нормална кампања. За жал, таа шанса мислам се пропушти, не би навлегал се има кривици на едната на другата страна. Кажалост, како беше така, ние немаше толку за цензусот да разговараме сега. Така е, ама и немаше затоа што клучно се прашање пропушти, во анкетата за да ни мене, може би Пак е можно. Да, меѓутоа немаше толкави дилеми околу цензусот. Не би требало ако ги луѓето земаме да има корпусот на гласови на печатот дека не партиите. знам во развиените демократии цензусот кога се излегува да се гласа не знам колку висок. Ама еве да, Ја дури мислам Брекситот дека го кажа, понизок- значи понизок од колку Британија Македонија. има 65 милиони жители. Од нив 4 секој избори се регистрираат таму. Значи се пријавуваш да гласаш. Од нив се пријавиле 45 милиони за гласањето за Брексит. Ама врнало дента и не излегле 12 милиони од пријавените. Не овие што викаме фалат ги нема од државата, туку се пријавиле, ама дента не им се излегувало, врнало. И 12 милиони не излегле, излегле 33 милиони. Од тие 33, 17 гласа за излегување, 16 за останување. Значи 17 милиона ги одлучија судбината на 65 милиона. Тоа е далеко од цензус ако гледаме така, ама мнозинството од тие што излегле. Не се, поентата ми беше дека за жал успеавме да постигнеме договор со Грција, а не успеа двете партии да се договорат за прашањето како ќе биде, а камоли да има фер борба за самиот договор, да има јасно изјаснување за или против. И сега така влезе во игра и бојкот, и сега станува доминантно за против бојкот, а не за и против Една политичка дилема Трошановски, дали прашањето за бојкот или сето ова се користи во една друга цел. Има ВМРО ДПМН имаше премрежја и се уште се чувствуваат во однос на консолидација на редови и слично смена на лидерство. И сега желбата да се забетонира лидерството, да речеме, во ВМРО ДПМН, да ги однесе во една друга насока, сакајќи да остварат процент на гласови за наредни избори, да ја стават како најголем залог толку партијата, играјќи си со неодлучноста, и ова веќе нас го отвори прашањето во однос на тоа како може да им се рефлектира на процентот на поддршката на граѓаните и на гласовите. Ние како Институт за демократија, нашата позиција е дека не го оправдуваме бојкотот, е против функционалната демократија, идејата сама на идејата за демократија како таква. За жал немаме дебата што може информирано да ги обучи граѓаните, односно да ги создаде нив став како да гласаат. Што се однесува до ставот на ВМРО, навистина е тешко да се согледа како тоа ќе влијае по партијата, немањето став или имањето став по прашањето со оглед на фракционерството внатре во самата партија. Ние гледаме деновиве дека различни партиски структури во смисла на оние што припаѓаат на раководството, оние што представуваат одредени фракции, стари припадници на раководството кои што се уште имаат некој легитимитет, имаат целосно неконзистентни и некоординирани гледишта околу стојалишта околу тоа што треба да се прави во врска со прашањето по бојкот и учество. Оно што е по мене изгледно е дека незавземањето позиција и останувањето во оваква лимбо состојба ќе ја чини значително партијата во предстојниот период, и тоа секако нема да биде зголемување на симпатизерите и на резерварот на поддржувачи. Да бидеме по-директно, само уште нешто да додадам, дека навистина има и еден објективен проблем, и во смисла на она што го зборуваше Карджаловски. Раководството на ВМРО ДПМН да излезе и да ги повика граѓаните да гласаат против. Бидејќи во референдумското прашање го има членството на Македонија во ЕУ и НАТО. На тој начин демохристијанската партија, која што од почетокот од создавањето на партијата и на Македонија цело време се залагаше за НАТО и за ЕУ, на крај ќе излезе дека е против членството во НАТО и ЕУ. Едноставно е неможно да го кажа тоа. Мислам дека оваа ситуација
ја детерминира не некоја однапред обмислена стратегија, туку не може да кажат сега за договорот, бидејќи 2 месеци говорат колку недостатоци има договорот у преговарањето, не може да кажат излезете против заради тоа што ќе испадне дека ги повикуваат луѓето да гласат против НАТО и ЕУ, кои што се стратегиски приоритети за цела Македонија и за ВМРО ДПМН од основањето, и се не можат ни да речат и отворено ај, не излегувајте на гласање, кога у изборната програма им е запишано дека ставот за името треба да се проведи на референдум, и на некој начин они сега самите себе си ги врзаат рацете да не можат ништо да кажат. Да. Стварно се у прилично деликатна ситуација. Кржаловски, да, ве молам и вие да одговорите на ова рефлектирање на ВМРО ДПМН со прашањето за бојкот или не, затоа што ова што го наведе Кировски, мислам дека се случува и токму тоа поделеноста во партијата заради овие 3 дилеми што ги наведовте, меѓутоа колку може да им се удри од глава. Затоа што пак од друга страна, ако се партија сериозно не смеат заложник да остават партијата заради нивната размислување што да направат и како мора да покажат одлучност, и од тоа се очекува од нив. Мислам и доаѓањето на Меркел и сето ова не е... Нека тие треба да го игнорираат. Сега една шпекулација ќе испадне за да коментираме што мислат. Се согласувам дека не им е лесно, ама сами се доведува таа ситуација, наместо ставот на председателот на партијата дента кога се објави извештајот дека е против, дека е лош договорот и тој е против, наместо да стане партиски став истиот ден. Следниот ден беше дека тоа негов личен став и уште ден денес немаат партиски став, што е да не речеме несериозно. Одењето на изјавата дека јас кој сум тој јас да кажувам како ќе гласат, може да биде и дека на некој начин и ќе ги повика да гласаат, ама без да им наметне мислење. Ако веќе мора лидерство да се покаже во таа ситуација, рейтингот моментално го одразува отсуството на лидерот на ВМРО, го изразува и отсуството на лидерство, кое што преку овакви изјави само дополнително е потенцирано. Ама пак е проценка на партијата колку што се добива, што се губи, или што може да наштети повише. Ова се што го кажа Кировски, дека опциите не се у било која варијанта не се добри. Може остава само тоа дека на крај на 10 ништо нема да се соопшти, туку или ќе се каже да секој сам си одлучи, што на некој начин може да биде и повик за сепак да се гласа, па да се имаме тука дури една фрапантна изјава од господинот Мицковски. Мислам дека на ТВ Сител беше интервјуто кога новинарот му напна добро, вие лично како ќе гласате, па јас ќе решам на 30 септември. Мислам, тоа е стварно веќе почнува да личи дури и благо несериозно за опозицијска партија од таков калибар. На 30 септември, ако оформат став како да се гласа на референдумот, тоа е навистина неприфатливо. Ќе видиме што ќе се случува на 10 и како тој им е рокот кога рекоа дека ќе се изјаснуваат. Пауза за реклами и одиме со прашањата кои би се наметнале по завршувањето на референдумот. Постојат неколку прашања што се обработуваат во анкетата, а тоа е, например, дали би можел евентуално да се постигне подобар договор од постоечкиот. Исто така се отвара и прашањето за тоа што по референдумот, што доколку тој се покаже за неуспешен во однос на цензусот, а пак од друга страна, од оние што излегле, повеќето од половината па гласаат за. Еве го одговорот на овие прашања го има Боби Христов. Бројни беа прашањата што ги поставивме жане, односно поширок е сетот на прашања што ги поставивме. Вкупниот аналитички извештај ќе може да се прочита, анализира веднаш по оваа емисија на интернет страницата на МЦМС, како и на Facebook страната и на интернет страницата на Топ тема на ваша страна. Но за последниот блок одбравме 3 специфични прашања врзани со дилемата што по референдумот и една друга дилема која што се наметнува во политичката дебата. И ќе почнеме токму со неа. А тоа е, Македонија може да добие подобар одговор со Грција. 40% се согласуваат со оваа теза, односно, тука ова е збирен податок од оние 18,1% кои што целосно се согласуваат и 21,9% кои што делумно се согласуваат со оваа теза. Но 44,2% не се согласуваат, тоа е збирот 13,1% делумно и 31,1% кои што целосно не се согласуваат. Ги имаме и оние 15,8% кои не знаат или одбиле да
да одговорат. Мала разлика од 4% поени, но мощне индикативно прашање и не случајно го акцентираме во овој последен блок. И мислам дека тука Кировски има едно специфично политиколошко гледиште, но ајде ќе го слушнеме подоцна, бидејќи ги имаме и последните две прашања, а тоа се варијација на алтернативата што доколку референдумот не успе. Првото прашање е да се следи волјата на мнозинството што ќе гласаат без оглед и да не излезат 50% од вкупниот број запишани во избирачкиот список. И резултатот е следен. 40% се согласуваат, 43% се согласуваат со оваа теза, но 46,3% не се согласуваат со оваа теза. Тоа се збирни показатели, ќе ги анализирате целосно и делумно. И втората теза е без оглед на исходот на референдумот, постапката за договорот со Грција треба да продолжи во собранието. Со ваквата теза, која што можеме да ја слушнеме, во јавноста се согласуваат 38,4% од испитаниците, но мнозинство или 50,7% не се согласуваат. Хипотетички ситуации се несомнено овие прашања, но одговорите се индикативни во ситуацијата кога сите велат народот ќе го каже последниот збор, референдумот е консултативен, така што не се ниту поставени без причина, ниту безвредни за анализа. Па, повелете. Благодарам, Буби. Кржаловски и Македонија може да добие подобар договор со Грција во однос на ова прашање. Повеќето сметаат дека не може да има подобар договор со Грција. Скептиците секако во кростабулациите се најдоа во ВМРО ДПМН и дилемите се таму повторно. И исто така само да кажам дека во однос на прашањата што по референдумот и овие хипотези што ги има во анкетата, можам да кажам дека во прилог на тие хипотези оди и неоснатијата во однос на тоа што имаше различни изјави дури и од самиот премиер Заев во однос на ова прашање. Прво беше дали ќе биде задолжителен, потоа дека е консултативен референдум. Ако е консултативен, е само консултација на граѓаните, а потоа собранието одлучува со 2/3 што понатаму со договорот и затоа се поставуваат и вакви дилеми што по овој референдум. Само Боби ме прозва. Не знам дали го слушнавте. Во однос на политичкото. Да. И тоа ме прозва за првото прашање, за другите нема ни да дискутирам, нека зборуваат Марко и господинот Кржаловски. Навистина е фрапантна бројка на луѓето кои мислат дека може да се излече подобар договор во вакви меѓународни констелации. Мислам дека тоа се должи на една погрешна перцепција на обичниот македонец дека сме ние центар на светот и дека цел свет само со нас се занимава. И сега знаете, која гледаат дека вечера веќе дојде генералниот секретар на НАТО Столтенберг, во сабота доаѓа канцеларката на Германија Меркел, во понеделник мислам дека ќе дојде the Mad Dog, такозвани секретарот за одбрана на Соединетите Американски држави, добиваат луѓето некаков погрешен привид дека цел свет се занимава само со нашето прашање со Грција. Треба луѓето да знаат дека тоа е прилично периферно прашање и за Европската унија, и за светот, и за НАТО, и за Соединетите Американски држави, и дека ова ми се чини последен пат да се занимаваат со нас и дека после ова тоа прашање тие го сметаат за затворено. Ако не успе, многу е погрешна претпоставката дека американската дипломатија, Обединените нации, Европска унија ќе се зафатат, ќе праќаат емисари тука и нас и грците ќе не убедуваат да седнеме и да преговараме за некаков си компромис. Нивната перцепција ќе биде вие имавте вашата шанса, ја испуштивте, натаму терајте си како мислите. Значи не е Македонија центар на светот, не е нашето прашање она со кое што цел свет се занимава, нити пак е Македонија има таква сила за да може такво прашање да го наметне или да направи пресврт во одредени преговори кои кога веќе завршиле и со подпис на преговарачот на Обединените нации и така натаму. Мене навистина ме изненади таа бројка од 40% луѓе кои што мислат дека може да се излече подобар договор.
Тоа е прилично поразувачки од аспект на општествена свест. Кржаловска, ај сега јас, за да биде поинтересно, обратно ќе го поставам ова некако контратеза на Атанас, меѓутоа доколку се објаснеше подобро договорот на оние 3%, доколку имаше кампања од самиот старт, значи ако се потпиша денеска во Преспа, од утре да почнеше кампањата и на двете страни и да беше дефинирана, можеби и овие бројки ќе беа различни. Сега не одиме во раслојување на што се должи ваквата негативна бројка, туку само колку фрлена ракавица како контратеза доколку имате на Кировски во однос на ова прашање и секако на оние скептици што доколку договорот не успее или пак што пак доколку има повеќе што сака да успее. Добро, во најголем дел се слагам со анализата, а со тоа што за мене за поентата на овој резултат е точно демонстрацијата на поларизираноста на општеството и пак ќе се навратам на претходната констатација дека е жално да успеавме да постигнеме договор со Грција, а не успеавме да постигнеме консензус прво внатре, што сакаме да сами со себе власт и опозицијата за да зајакнеме преговарачката позиција и веројатно затоа добивме ваков договор како што добивме, веројатно полош од што можеше да се постигне ако имаше консензус внатре во Македонија. А јасно е дека веројатно нема да може од сега натаму подобар никош да се постигне. И затоа одлуката тешка на што секој од нас ќе треба да се донесе на 30 и тоа го покажуваат сите 10 прашања од претходната анкета и од ова, значи 10 има вкупно, ја би и поларизираноста е многу изразена, значи никаде нема поише од 20% разлика меѓу само на две прашања има изразена мнозинство. Значи, граѓаните сметаат дека треба да излезат на референдумот и дека требаше да биде задолжителен. Таму има јасно мнозинство дека така мислат повеќе од 20% од другата страна. За сите останати прашања разликите се многу мали и посебно на ова е само 4% меѓу тие што сметаат дека може да се постигне договор подобар и што не може. Слично е и со другите, например, дека договорот им штети на државните интереси, сметаат 8% повеќе од испитаните, ама од друга страна, па скоро 10% повеќе сметаат дека е добар компромис. Ти се како ќе го избалансираме тоа. За мене од сите овие 10 собрани некој сумарум што би направил е дека граѓаните очекуваат мнозинството гласачи да излезат се ваква ситуација како што сме, очекуваат да излезат на референдумот мнозинството гласачи, да се постигне цензусот, ама ако не се постигне, очекуваат постапката тука да запре. И да не оди понатаму на уставни промени, ако нема постигнат цензус. Трошановски, ако ова го врзам со она што вие на почетокот да го кажавте околу цензусот, бројот на присутни, бројот на значи бројката што се врзува за цензус реалната во Македонија и она на хартија, на вистина сега станува уште поинтересно ова прашање што по референдумот доколку нема цензус, а од друга страна пак оние што се изјасниле повеќе од 50% пак се за со позитивен став. Зависи како ја преферирате точката на дебата, дали да се држиме до формално поставените правила на игра или до околностите кои што не одговараат на формално поставените правила. Па мислам дека политичарите политичка одлука на крај ќе донесат, а не ова е моје мислење. Не држејќи се многу можеби и за бројки. Во ред, значи она што јас лично го имам изјавено дека преферирам да се оствари цензусот од 50% како и поголем дел од граѓаните за да ги намалиме сите идни антагонизми кои што би можеле да присуствуваат од тоа договорот, да има впечат дека договорот е пробуткан на сила и дека името ни е променето под присила на меѓународниот. Меѓутоа има ли праг на толеранција? Ако се 880.000 излезе, ако се приближна бројка до цензусот, мислам. Верувам дека Заев би имал реторика во тој и ако се 50% за, тогаш не знам тоа дали би се оценило и за неуспешен. Зборувам тоа игра на бројки, меѓутоа дали има скала од до што може да биде позитивно. Мислам позициите кои што треба да ги артикулира ВМРО е да го уважи овој факт кој што реално представува проблем за донесување на објективна одлука што со иднината на оваа земја и каде ќе оди. Да го уважи фактот дека 50% во вакви околности е превисок
всушност зборуваме за 65% цензус, како што кажав на почетокот, и дека секоја значителна голема разлика помеѓу оние за и оние против, без оглед каква ќе биде таа, очигледно претежнуваат гласовите за. Значи, секоја таква разлика која што ќе се приближува на овој цензус, дека би можело да биде прифатлива. Меѓутоа, тоа треба да дојде од политичките актери, за во општеството да не создава фрустрација и трауми и да продолжиме понатаму во процесот. Доколку истата се ги искористи за политичко капитализирање во иднина, значи во случај цензусот да не биде остварен и опозицијата, противниците и бојкотирачите речат дека се продава името и не застанат со јасен став дека прифаќаат да продолжи процесот, бидејќи волјата е јасно изразена, тоа што во иднина ќе биде генератор на нови кризи, нови национализми, нови популизми, кои што ни се случаи, с кои што поминавме, меѓуетнички тензии, да не зборам што ред други на дестабилизацијски процеси кои што најмалку ни требаат во оваа фаза. Да нагласам еве изјавата на пример што ја дал Заев била дека на средбата кога разговарале со останатите лидери за ова прашање дали сте за членство во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот со Грција на 18 тој вели во услови кога собранието треба да донесе некоја важна одлука, референдумот да биде консултативен пред собранието да донесе важна одлука. Сепак волјата на граѓаните сите партии ќе треба да ја почитуваат. За ова разговаравме сите кои останавме на средбата тогаш. Јас се согласувам, не прашањето, не сите велат волјата на граѓаните. Да. Но прашањето е интерпретацијата, затоа и ги читам овие изјави. Дека има јасна и недвосмислена волја на граѓаните изразена на референдум. Ние за тоа разговараме. Мислам дека едно од одговорните изјави или барем што треба да направиме или по можност идеална сценарија консензус е дека ако не се оствари цензусот, тогаш можеби одреден нешто понизок цензус би бил прифатлив за да продолжи процесот. Затоа го постави прашањето што е прагот. Мислам дека тоа е најодговорно кон иднината. Да, ама тоа мислам дека е not likely. Тоа е малку утописка. Една политичка партија која де факто оди на бојкот, се очекувате таа да се согласи со намалување на цензусот, ми личи прилично невозможно. Дали ќе одат на бојкот после да сиди, ајде да оставам резерва да видиме. Не, се извинувам, јас зборувам зашто не покажуваат бројките од анкетата, а каква ќе биде политиката и изјавата на господинот Мицковски на 10 септември како што вети, тоа да оставиме. Само да нагласам, да, и јас дека ова беа хипотези со последните 3 прашања и беа хипотетички поставени прашања во анкетите и затоа на крај би сакала да заклучам. Кировски, од кај вас заклучи. И уште една работа би сакал да нагласам. Околу ова, која е бројката што би била доволна едно друго, ние не живееме сами на светот. Зависно од бројката ќе се произнесат и светските фактори. Белата куќа, Стејт департментот, Европска унија, НАТО. Јас навистина не знам тие што мислат и како мислат, но од она што во претходни консултации сум го имал со значајни представници на меѓународниот фактор, тие велат дека изминатите 15-20 години за ниту една политичка идеја во Македонија немало 500.000 гласа за една идеја. Конечно и господинот Груевски владееше 11 години во Македонија со бројка меѓу 430 и 480.000 гласови. Ако излезат теоретски, еве, оваа бројка што ја проектира господинот Трошановски, 800.000, 830.000 луѓе, и од тоа 600.000 се изјаснат за. Мислам дека за меѓународниот фактор тоа ќе биде недвосмислена изразена волја на македонските избирачи и дека на некој начин со тоа би била завршена работата и дека тоа го дава и курсот што би се случило по референдумот, ако излезе Белата куќа со став, ако излезе на Германија. Значи ова го спомнав заради тоа што ние не сме сами изолирани од светот. Со оглед на изјавите на меѓународните представници, силината со која што настапуваат во поддршка на договорот, мислам дека во таква сценарија околност сите би го признали и уважиле продолжувањето на процесот понатаму. Тоа дава и меѓутоа што се разликува од волјата на македонските граѓани. Од друга страна, како заклучам, што ми е вака заклучок од оваа анкета, и ако споредам со претходните две работи, ќе нотирам. Едната работа е дека се зголемува бројот на оние што би бојкотирале
А тоа, иако декларативно ВМРО ДПМН не се изразува целосно така, се гледа дека на терен се работи. Втората забелешка е дека се зголемува бројот на македонските граѓани кои го поддржуваат договорот, ако направиме споредба со претходната анкета и етничка крос-табулација. И третата работа е ова што па вие кажавте, ако се сумира дека граѓаните очекуваат мнозинството гласачи да излезат на референдумот и да гласат, потоа да се почитува волјата на мнозинството кои гласале за или против, но дека ако не се постигне цензусот, постапката да запре тука. Значи има овие три заклучока можам да ги извлечам и секако она со што почнавте вие е тоа како ќе се гледа на цензусот, иако според мене прашањето за тоа како ќе се гледа на бројките ќе остане на одговорот што го дава ДИК службено во однос на бројот на цензусот, иако ова вие што го кажавте како дилема е многу реално. Не, меѓутоа зборам дека е реална дилемата што ја поставивте на почетокот, ова како некој сублимат за да им биде полесно на граѓаните во однос на резултатите од оваа анкета. Ако се згласувате, меѓутоа сега секој од вас лично да прашам, колку сметате дека во наредните денови Кировски, бидејќи работиме на медиум, кампањата ќе биде клучна за да, ако ние направиме анкета непосредно пред референдумот, не предуцирам, не знам дали ќе правиме, се смени мислењето на гласачите, граѓаните или оние? Значи, очигледно е дека проекциите за одзив се блиску до потребниот цензус. Секако дека е најдобро да биде остварен цензусот, за да немаме никакви дилеми и потоа да имаме разноразни политички, правни, секакви интерпретации, дали е доволно, не било доволно и така натаму, најдобро е да има цензус. Ако нема цензус, ете мнозинството граѓани сметаат дека постапката треба да знапре. Што значи тоа? Не може ние да се разбудиме другиот ден да речеме, добро, запре постапката и сега тераме натаму. Ако запре постапката, тоа значи дека владата треба да даде оставка и да распише предвременни избори, и на тие предвременни избори веројатно ќе доминираат темите, оваа тема на која што сме се изјаснувале за референдум, дали го поддржуваме овој договор и дали преку овој договор сакаме да влеземе во НАТО и во Европска унија или не. Нема да доминираат теми економија, даноци, едно друго, таа ќе биде доминантната тема. Во таа ситуација, тоа би сакал само да го нагласам, бидејќи очигледно има и некакви илузии. Она што сега е леверидж на страната што се залага за бојкот, а тоа се 300.000 гласови што не постојат во избирачкиот список, луѓето со одселени, и 150.000 адиафорични, кои што традиционално не излегуваат на избори. На такво едно директно соочување нема да ги има на другата страна, него резултатите би биле, не знам, 600 и кусур илјади за и 300 и нешто илјади против. Такво едно одмерување на силите не би било добро за Македонија и од аспект што според Донтов модел тоа би значило убедливо двотретинско мнозинство на едната групација, а Македонија, нашите искуства покажале дека во ситуација кога нема силна опозиција, за жал не функционира како што треба. Дури кога има силна опозиција не функционира како што треба, а камоли у таква ситуација. Добро, сега имаат време да размислат каде оди државата со сето тоа. А вас ќе ве прашам со оглед на тоа што овие 3 дена е набиена агендата, иако се согласувам, не сме центар на светот, ама за овие 3 дена ќе станеме центар на светот со оглед на тоа што Меркел не оди никаде на друго место во регионот, туку Македонија, и очигледно е многу битно ова прашање да се реши. Колку тоа ќе влијае на исходот на референдумот, колку можат граѓаните заради на Меркел и важноста на канцеларката да го сменат мислењето и се тоа што се случува? Мислам дека во огромен дел граѓаните се веќе определени. Меѓутоа сепак она што како проекција кажав на почетокот, околу 80.000 гласови кои што недостасуваат да се оствари цензусот, мислам дека можат да бидат придобиени. Дел од апелот на политичките партии да се излезе на гласање и дел со сврстано уверување дека меѓународната заедница се грижи за земјата и ќе ја поддржи и ќе гарантира и стои за тоа што е напишано во договорот со Грција. Сепак мораме да бидеме искрени со себе, договорот нема да ни гарантира воопшто членство во Европска унија,
ќе го гарантира членството во НАТО. Меѓутоа, она што и останува на кампањата во предстојниот период е навистина конечно да ги информира граѓаните околу многу нејасноти во тој договор. Уставните измени кои што следуваат и што тие ќе подразбираат и ред други, сега тие дебати веќе беа отворени, ред други теми кои што во меѓунатиот период пропуштија да ги структурирано комуницираат со јавноста. Кампањата започна само пред една недела што се вели, додека спротивниот третата страна бойкотирам, бидејќи против не постои во моментот, беше исклучително активна. Значи, има место за мобилизација на гласачи, меѓутоа, таа не е нешто значително големо. Крджаловски, колку е битна мобилизацијата на гласовите против до цензус? Дали би била една таква стратегија исто така добра, во смисла не за добра за иднината на Македонија, не сакам да бидам сватено погрешно, туку во бркањето на цензусот, односно остварување на првото и најбитно прашање да се направи цензус, меѓутоа овој корпус на гласови против да се придобие. Ако веќе имаме јасно, или анкетите ве ги покажуваат бројките за и против. Ја би се вратил на бројките од анкетите, инаку навлезаме во подалечната иднина, веќе 27 години слушаме за судбински избори, години и веќе отрпнавме. Ја не верувам дека драматично различно ќе биде и во едниот и во другиот случај, дека ќе пропаднеме ако не помине референдум, или дека млеко ќе тече ако станеме членки на НАТО. Разликите ќе бидат 10-20% и во едниот и во другиот случај, и во едниот и во другиот може денес нема. Да повторам, бројката на предстојниот референдум за 57,8% се изјаснува. Значи клучната за мене заклучокот од ова е дека е неизвестен цензусот, иако 57,8% се изјасниле за, реалната проценка е дека 46% од овие бројки е очекуваниот, дека има стабилна поддршка за опцијата за и се движи околу 41%, или тоа е 556.000 гласа за би имало во секој случај. Може и погоре да оди зависно од одзивот. Меѓутоа, дека има големо прелевање од пред месец дена од кампот против кон кампот бойкотирам и прашање пак за мене клучно што ВМРО ќе каже на 10 или нема да каже на 10 за овој кампус да се приклони кон повеќе кон излегување, гласање против или кон бойкотирање, што на крајот ќе одреди судбината на цензусот и мислам дека сепак има повеќе простор кон бойкотирам да се приклонат овие што сега се против. Од друга страна не очекувам па масовна кампања ниту против, ниту па дека има сила бойкотирам да направи масовна кампања каква што ќе има за, и тука е шансата на и со доаѓањето на сите овие да сепак се постигнат овие 80.000 што ќе фалат за цензус. Ви благодарам на сите тројца што ги разгледавме заедно и ги анализиравме резултатите од анкетата. Благодарам и на вас, почитувани гледачи, што бевте со топ тема на ваша страна. Останете со програмите на Филм.